Првото прашање е вообичаено кога се работи за некој што држи до професионалноста и што е професионалец, а тоа е како почнавте да се занимавате со графички дизајн? Јас морам да признам дека моето среќавање со овој занат беше сосема случајно и како дете никогаш не сум замислувал дека ќе се бавам со ова. Всушност, првата средба со графичкиот дизајн беше на моите студии, за време на моите студии на економскиот факултет, односно многу малку луѓе, моите најблиски пријатели знаат дека всушност немам формално дизајнерско образование, туку имам дипломирано на државниот економски факултет. Така да, за време на студиите, во прва година, за потребите на една студентска организација требаше да се направи символ и една публикација и јас се нафатив да го направам тоа без никакво познавање. И набргу, после тој проект, сватив дека можеби тоа би било нешто со кое што сакам да се занимавам. А од подалечна перспектива вака можам да кажам дека мене уште како дете ме интересира одредени пакувања на производи додека шетав по продавниците. Можеби мојата мајка, татко и брат ќе се сетат на тоа дека јас во аголот на детската соба ставав и чував разни пакувања од производи во тоа време, како например се сеќавам за Ресана, за чоколадо и така натаму. И можеби тоа беше еден далечен предзнак за моето занимање и за мојата идна професија. Инаку, додека бев во средна школа и на почетокот на моите студии на економскиот факултет, јас одев во приватно ателје за сликање и во еден период од животот и размислував да се запишам на ликовна академија, но од денешна перспектива морам да признам дека без разлика кој правец би го фатил во тој период од животот, дека на крајот пак би се сретнал со графичкиот дизајн, затоа што дури и да сум се насочил на ликовна академија, сепак мислам дека пазарот и барањата во општеството во кое што живееме би ме посочиле повторно кон графичкиот дизајн, односно би можел уметноста да ја применам повторно во оваа дејност. Можете ли за нашите гледачи да го опишете процесот на создавањето на еден символ или на еден плакат? Процесот е прилично едноставен и можам да кажам дека се повторува без разлика дали станува збор за изработка на еден постер, еден символ или корица за публикација. Јас би сакал да истакнам дека многу големо внимание посветувам на истражувањето како еден почетен дел од процесот, односно многу читам и многу дознавам за компанијата, за настанот, за темата за која што станува збор. Јас многу сакам да размислувам и да истражувам стоечки, односно на почетокот на секој проект имам залепено лист на хартија А3 на еден празен бел зид и на него скицирам, односно сакам да кажам дека сметам дека во овој процес од фазата многу е важно човек да користи молив или пенкало и хартија и умот да му биде на страна од екранот, односно од дигиталните медиуми. Инаку, како едни стандарди кои што секогаш се обидувам да ги исполнам на секој проект, ги споменувам емоцијата и функционалноста. Односно, јас тоа
последните 2 години, бидејќи имав прилика да работам како професор по графички дизајн на одредени приватни академии во Скопје. Јас тоа го сумирав во една равенка Д е еднакво на Е по Ф, односно дизајнот е еднаков на емоција по функционалност, како поточно би можел да го отсликам тоа што сакам да го кажам, односно дека производот кој што на крајот го истакнувам е всушност резултат на еден безкомпромис во емоцијата која што треба да се достигне со тоа дело и функционалност. Кога станува збор за емоција, мислам за тоа кои чувства, кој сензибилитет треба да се донесе со тој дизајнерски производ. Дали станува збор за модерно време, дали станува збор за некој претходно време, можеби идно време, дали станува збор за можеби луксузен производ или помалку скап производ. Тука тие моменти се доловуваат преку естетскиот дел од дизајнот. Кога станува збор за вториот дел, за функционалноста на дизајнот, секогаш тука треба да се има во предвид дека крајниот производ треба пред се да функционира, односно да биде читлив, да биде разбирлив на мала и голема далечина, да биде восприемлив и изводлив на сите печатени и дигитални медиуми и така натаму. Исто така морам да истакнам дека во процесот на создавање на овие дела огромно внимание се посветува на типографското истражување, односно за намените на секој проект се врши едно истражување на фонтови и фонт семејства по-технички наречени. И јас од секогаш сум се прашувал, бидејќи нели работам и живеам во еден помал град, од секогаш сум се прашувал кој би бил процесот на ова типографско истражување доколку би работел во некоја од најпознатите дизајнерски студија на светот, да речеме во Њу Јорк. И сум се прашувал и за таа цел пред неколку години почнав да правам една своја збирка на веб страници, кои што се всушност извор на најразлични продавници за фонтови, најразлични креатори на фонтови, така да до сега имам стигнато во таа дата база од прилика да соберам околу 150 веб страници, кои што за секој проект колку што дозволува времето ги пребарувам и ги користам за селекција на фонтови. И во оваа прилика би сакал да кажам дека таа селекција на веб страници ќе биде достапна за прегледување и ќе биде спомната во описот на ова видео. И со тоа би сакал да ги поканам помладите дизајнери и било кој што се интересира за таа дата база на веб страници, дека може слободно да ја користи и на тој начин би сакал да дадам еден мој скромен придонес кон дизајнерската сцена и се надевам дека таа дата база ќе им помогне и ќе им олесни во работата на моите колеги и колечки. Игор, дали би можеле да издвоите некои од разликите помеѓу така наречениот корпоративен дизајн и овој што го нарекуваме уметнички дизајн? Така, во нашиот процес на работа во студиото никогаш не правиме разлика помеѓу странски и домашен клиент, помеѓу голем или мал буџет или помеѓу корпоративен и културен проект. Јас многу често сакам да давам споредби со спортот и со планинарењето и јас би кажал дека многу е важно кога ќе стигне проектот, кога ќе стигне рокот, во зависност од временската и енергетската рамка, да ние како професионалци да го дадеме
нашиот максимум, без разлика дали станува збор за корпоративен проект или културен проект или за мал, односно за голем проект, бидејќи тоа се прави од проста причина што никогаш не знаеш каде може да се роди уште еден прекрасен производ, односно проект кој што позна ќе можеш да го споделиш во нека прилика како оваа, да речеме. Меѓутоа, како една суштинска разлика која што би сакал да ја наведам помеѓу овие два различни светови е тоа што сметам дека поголема обврска на дизајн студијата, агенциите, како и самите клиенти е да вложат поголем труд во самото истражување на пазарот или на нивните крајни потрошувачи и да вложат многу повеќе труд во стратегијата, односно планирањето, без разлика дали станува збор за символ или за пакување на производ. Во вашите плакати се забележува одреден стил и енергија. Од што се тие одредени? Вака, јас најпрво би сакал да кажам дека не би сакал да станува збор за одреден мој стил, затоа што сметам дека дизајнерот или било кој создавач на некакво дело, во некаков медиум, без разлика дали станува збор можеби за музичар, за пишувач на текст и така натаму, е всушност само еден трансформатор, еден канализатор на се тоа што тој восприема, што слуша, што гледа, што чита, така да моите постери и символи се всушност резултат на сите мои импресии кои што јас се среќавам секојдневно. Меѓутоа, јас би сакал да наведам дека можеби ете таа одредена, така наречена жичка во моите проекти се произлегува од тоа што јас секогаш се трудам да задоволам неколку стандарди, неколку задачи кои што си ги поставувам пред секој проект, пред секоја работа. Би можел да наведам некој од нив, како прво би била строгата хиерархија на податоците, како што споменав во презентацијата на еден од проектите, дека секогаш се трудам информацијата да биде точно структурирана и одредена по редослед. Секогаш се трудам да има одредена чистина, одредена една визуелна хигиена на самиот постер или символ, односно таа да биде едноставна, прочистена, но сепак силна. И би сакал исто така да напоменам дека многу внимание посветувам во создавањето на самата идеја и нејзиното менување и реализирање, бидејќи секогаш се трудам крајниот производ да има директен удар врз гледачот, односно идејата која што сакам да ја прикажам да биде веднаш воочлива за крајните гледачи, односно да биде јасна, чиста, природна, ненаметлива идеја и да не треба премногу време и енергија за да се разбере. Игор, од името на Центар Јадро и од моје име ви благодарам што учествувавте во ова презентација на македонскиот графички